Да, сега ме слушате? Се Супер. слушаме. Повели Душан. А, Вака, да ви се представам на сите, јас сум Душан Гајич, лид девелопер во Cognizant, работам во Skopje офис. Од почетокот на формирањето на нашата фирма Cognizant сум тука заедно со основачите Джеймс и Стјепан. Канцеларијата кога почнавме беше во Скопје беа 20 вработени, сега сме 56. Во 4-5 години имаме голем пораст на тимот, кое што мора да кажам дека е многу предизвикувачки проблем да се скалира тим од неколкукратно во толку краток рок. Нашата компанија изработува софтвер за дигитален маркетинг, проспектирање лидови и наше продуктот го изнајмуваме продуктот на нашите клиенти како сервис. Имаме голема клиентска база низ цел свет. Позитивно, како да кажам, се разликуваме од конкуренцијата по тоа што сме едни од првите кои што го имплементиравме GDPR и сме worldwide compliant. Во моментот кога го развивавме Prospector како софтвер, GDPR не постоеше и сите други слични софтвери беа американски, и таму има некоја така поразлична малце регулатива. Нашите клиенти во моментов се од целиот свет, имаме од Сингапур, Европа, Германија, Британија, USA и така, значи, како да кажам, слоганот ни е Globally Compliant All-in-One Prospecting Tool. Нудиме и податоци и автоматизирана алатка која што ги секвенцира проспектите, од праќање мејлови, контактирање на LinkedIn профили директно, автоматизирани разговори преку Twilio со снимање на разговорите. Значи една цела алатка која што, да речам, функционира као call center. Во моментов имаме канцеларија во Скопје, во Задар, во Британија, во Лондон, во Њујорк, во Јужноафричка република и во Сингапур. Се почна тука пред едно 5 години и Cognizant во моментов вработува, како што кажа, 56 вработени во Скопје, а 225 во целиот свет. Пред да продолжи Кристина со својата презентација во која што ќе ви објасни кои се отворезните работни позиции, бенефитите и културата на фирмата, ја малку ќе импровизирам. Со внимание ја слушав презентацијата на Поли и разбирам дека публиката во моментот кој се наоѓа се млади луѓе кои што сакаат да се вработат да бидат дел од IT секторот. Не би рекол да го надополнам, него да го потврдам на некои работи кои што во цела моја кариера ги имам искусено во тој период на барање работа и работење како джуниор. Значи, една прва работа што би сакал да ја спомнам е одвоите си време за себе. На страна од социјални медиуми, телевизија и учење, време кое што едноставно ќе ви биде досадно, кое што е многу потребно за мозокот да може да ги свари сите информации кои што ги прими од дента. Втора работа, која што исто така мислам дека е важна во контекст на овој разговор, е дека работа во стартап, особено во рана фаза, не можете да гајате илузија дека се наоѓате на некое сигурно работно место. Од прва рака го гледате пазарот и дека сигурноста што ја нудат поголемите фирми е некоја илузија. Меѓутоа, тоа не е лоша работа. Тоа за мене баш беше едно искуство кое што го сметав како авантура. Исто така, една реченица или две во врска со сите, да речем, апликанти кои што сакаат кои што во моментов комуницираат со фирмите, бараат работа и така натаму.
Важно е да бидете концизни и експресивни во комуникацијата со регрутерите. Заради коронава, па и претходно, комуникацијата, иницијалната комуникација беше електронска. Во електронска комуникација потешко се пренесуваат контекстуални пораки или говор на тело и мимики, такви работи, така да бидете што е можно поречити во тие мейлови со кои што кореспондирате со регрутерите и бидете информирани за компанијата со која што комуницирате, нели, во интерес да се вработите таму. Тоа е од мене. Не знам дали заборавив нешто да спомнам. Можеби. Во прашањата и одговорите ако нешто сум заборавил, ќе се дополнам. Така. Ви благодарам на вниманието. Благодарам, Душан. Сега ќе предадеме на Кристина. Само Кристина ќе те замолам да бидете кратки и концизни, затоа што веќе малку сме наназад со распоредот. Повели, Кристина. Малку технички проблеми, се надевам дека скоро ќе се решат. Инаку после секоја презентација ќе ви испратиме сумирано во чат сите позиции кои што ги нуди секоја компанија, за да можете да имате малку поголема прегледност и да не ми поминуваат информациите лайв. Дали сме спремни? Се извинувам за техничките проблеми. Кристина ќе дојде од мојот лаптоп. Секунда само. Се извинувам и јас. Благодарам на поканата за учеството денес на овој настан. Јас работам како офис менеджер и HR скоро 2 години во Cognizant. Накратко, профилот кој го бараме од нашите вработени пред се да бидат амбициозни, динамични, посветени на работата, позитивна енергија што во моментов сите ја бараме и сите сакаме да ја пренесеме на нашите вработени. До сега просечната возраст на вработените во Скопје офис е 30 години, што не мора да значи дека ќе остане точно на 30 години, може да се движи нагоре, може да се движи надолу. Дополнителни бенефиции кои ги нудиме на нашите вработени сега поради настанатата ситуација со корона пандемијата, се одвива онлайн, меѓутоа се трудиме да бидеме тука постојано за нашите вработени, со тоа што нудиме 24 часовна поддршка 7 дена во неделата цела година за подобро ментално здравје на сите нас, вклучувајќи ме и мене. Имаме паричен велнес надоместок на месечно ниво, кој што нашите вработени го користат онака како сакаат и за нивните цели и потреби. За жал годинава нема да се одржи Cognizant Offsite во Хвар, меѓутоа се надеваме дека во блиска иднина, барем наредно лето, дека ќе се случи и тоа. Да излеземе од оваа монотонија. Во моментов имаме еден онлайн турнир на шах, малце да се поттикне на преварувачкиот дух, да се излезе буквално од тоа сивило и таа монотонија. Има многу повеќе да кажам, меѓутоа со оглед на скратено во време сега би дала збор на следната компанија која сакале исто да се представи, да не им одземаме време. Благодарам, Кристина, благодарам, Душан, фала ви на Cognizant, и во интерес на време, значи како